луѓето дека во студиото. Една мала корекција, не една година. Ја имам денеска јубилеј, ви имате роден ден, но ја имам јубилеј 5 месеци откако сум избран за председател на ВМРО-ДПМН, така што не една година. Не полна половина година. Па не полна половина година, ева да бидеме попрецизни. Не треба човек да биде многу штрумен или храбар за да излезе и да го предизвика, се разбира, председателот на владата на теми на кои што цени дека граѓаните во Македонија треба да добијат соодветни одговори. Тоа не треба да се мери со храброст, да се мери со некаков друг збор, туку тоа е едноставно една пракса која што треба да биде од сега па натаму применувана во Република Македонија на различни теми. Може би требаше и порано, но како века старите никогаш не е доцна, така што е вистински момент да можеме да дискутираме на неколку теми кои што денеска граѓаните во Република Македонија ќе можат да слушнат одговори, се разбира, и од страна на опозицијата, како тоа опозицијата го гледа, јас како председател на најголемата политичка партија ВМРО-ДПМН, но и кои аргументи ги има владата од своја страна. Благодарам. Пред да почнеме со дуелот, кусо за правилата, ќе има 3 генерални области: внатрешна политика, надворешна политика и економија. Двајцата соговорници ќе имаат можност да одговараат на ист број прашања на определена тема во соодветната област. Одговорот на секое прашање ќе биде во време трајање од 2 минути, со право на реплика од минута и право на контрареплика од 30 секунди. Ве замолувам за заемна почит, да го држиме нивото на дуелот, кој освен да напоменам на првата програма ќе се пренесува и на Македонското радио и на МТВ2. Натрешна политика. Премиер Заев, за вас ослободителна пресуда за случајот подкуп, осудителна за вашиот претходник за случајот Тенк. Вие го водите Советот за реформи во правосудството. Дали ова е порака дека ова област тешко се ослободува од политичките влијанија, или по-конкретно дали судиите се уште не може да се ослободат од стега, дека треба да внимаваат кога ги носат пресудите, во зависност од тоа која има моќта во државата? Секако треба да внимаваат судиите, обвинителите, сите во правосудството кои што работат, но разликата денеска е голема. Денеска имаме отворени судски постапки, каде што јавно се пренесува отворено до граѓаните, буквално транспарентно, отворено, за да може сите да знаат кои се деталите, какви се доказите, што кажуваат сведоците, како се брани одбраната, како напаѓа обвинителството кој што го сомничи обвинетиот, и верувам дека Македонија заслужува да добие отворена судска постапка, заради тоа што тоа ќе биде веројатно и најсериозниот символичен дел на реформите во правосудството. Граѓаните да имаат увид секогаш. Затоа што во нашето правосудство богови во постапките се доказите. Ако ги нема, никој не е виновен. Ако ги има, секој има да одговара за тоа за што се огрешил пред законот, и секако инстанците, второстепени, третостепени инстанции во жалбени постапки мора да се почитуваат. Се во Македонија, денеска отворено се зборува за се, така и за она што се случува во правосудството во државата. Јас верувам дека не е сјајно, нема никакви кадровски промени се уште во судството, тоа се минимални, минорни, се работи за исти луѓе кои што веројатно треба и најголемата реформа да ја направат во својата глава. Почнувајќи од нас политичарите, правосудството, па дури медиумите, државната администрација, бизнис заедницата, сите. Реформите верувам дека правно, формално ќе ги средиме со законите, но нивната имплементација зависи од луѓето. За да имаме квалитетна имплементација мора да имаме транспарентност, отвореност, достапност до јавноста и граѓаните да бидат храбри тоа да го коментират. Само на тој начин секој ќе знае дека е под лупа на јавноста. Сите на крајот им служиме на граѓаните. И од тој аспект верувам дека правосудството во Македонија се отвара комплетно. Постапката која што се водеше против мене буквално беше отворена за граѓаните, ја следеа буквално отворено. Така беше и против бившиот премиер Груевски, така и против други случаеви, каде што јавноста сака да има посветено си внимание, тоа новинарите вие го оценувате, таму сте на самите судници, некогаш со камерите, некогаш се директно, па по порталите може да прочитате се. Јас верувам дека македонското правосудство е на добар пат за да биде независно и да дели правда. Законот во Македонија мора да важи еднакво за сите. Имате право на реплика, 1 минута. Да, ние сме сега во една целосно неравноправна положба со председателот на владата, затоа што неговото искуство вели дека 3 пати е помилуван за криминал, еднашка од страна на поранешниот председател на државата, знаеме за најпознат случај Глобал во Струмица, вториот пат од страна на специјалното јавно обвинителство за случајот Пуч, и еве сега гледаме на очиглед на јавноста кога се обидува да не представат и слепи, но и глуви. Тоа што го слушавме дека не го слушаме, тоа што го гледавме дека не го гледаме.
во отсуство на транспарентност и јавност, ми беше ветувано дека ќе бидат пуштени сите тие снимки пред новинарите, пред камерите, видовме дека тоа не се случи. На крајот од денот, сега премиерот, а тогаш градоначалник на Струмица, доби ословителна пресуда. Јас не сум имал такво искуство во животот и наистина споделуваме различни вредности од тој аспект. Независноста во судството е клучната реформа, господин премиер. Не е транспарентноста во очи која ве гледат вас во очи, туку независност. Сега имаме позависно и позаробено судство од било кога во Македонија претходно. Имаме премиер на држава кој што ги погодува пресудите. Имаме премиер на држава кој што кажува дали ќе биде ослободен или обвинет, кој што кажува дали судските случаи ќе завршат со ослободителна или пресуда. Тоа е суштината која што денеска нас во нашата држава ни фали. Независност на судиите. И тука треба да се концентрирате како председател на реформското тело, да ги реформирате судовите, да бидат независни, а не да зависат од вас. Имате прашање за судството и заврши времето за контрреплика. Имате и самите реформи, освоена е стратегијата, самиот совет за имплементација на реформите го прави тоа транспарентно, буквално се представници на најголемите институции имплементирачи на законите од делот на правосудството. И јас верувам дека независноста на судството може да ја постигнеме сите заедно, но дел од постигањето на независноста е токму таа транспарентност, мониторингот од страна на граѓаните. Само на тој начин секој ќе носи одлука согласно устав, согласно закон и по сопствено убедување. Никогаш повеќе да нема јавување, диктирање на пресуди по телефон кој што сите заедно ги слушнавме. Ставот на ВМРО-ДПМН е дека судството крахира. Според вас пресудите за случаи кои поведе специјалното јавно обвинителство се одраз на политички притисок од власт. Зошто, конкретно ве прашувам, се сомневате во политички прогон и обвинувате дека без докази се изрекуваат судски пресуди? И дали не сметате дека иако сте опозиција, пледирате да станете власт, со таквите постапки и вие вршите делумно влијание врз судството? Нашиот став во врска со специјалното јавно обвинителство сме кажале да сега во многу наврати и тоа е непроменет и апсолутно ништо не е променето визави тој став во изминатиот период. Знаете, не е суштината дали опозицијата има ваков или таков став. Важно е граѓаните што икат. Јас патувам низ Македонија, разговарам со граѓаните из цела Македонија и оно што тие граѓани ги прави нестрекни е што гледаат дека најмалку што може да забележат е сигурност во одлуките на судовите, односно судските одлуки. Повторно ќе кажам, ние имаме председател на владата, премиер на држава, кој што ги предскажа пресудите на последните два случаи и токму тоа ги прави дополнително несигурни граѓаните во Република Македонија. Ке беа сигурни, ке верува во судството, господине премиер, ако ве осуде. Ако не ги направевте слепи, ако не ги направевте глупи. Тоа е тоа што требаше да се случи. Да не бидат граѓаните слепи и да не бидат глуви. Тоа е суштината која што требаше да се случи за да граѓаните веруваат во судството. Вака како што е, не можат нити да веруваат, нити ќе веруваат. Она што ВМРО-ДПМН, откако ќе формира новата влада, прво ќе го направи е да обезбеди независност на судството, во вистинска смисла на зборот независност, по примерот и праксите во развиените земји. И тогаш граѓаните, преку личен пример, ако се огрешам и ја, и ако се огрешат и моите најблиски соработници, ќе ја сносат казната и ќе бидат обвинети. А не, при очиглед на јавноста, да ги правиме слепи и глуви. Тоа е суштината во реформите во судскиот систем. Ако вие дозволевте да бидете осуден, затоа што граѓаните и слуша и гледа како барате подкуп, тогаш можевме сега во вистинска смисла да зборуваме за судството. Бидејќи тоа не се случи, граѓаните не само што ќе изгубат вербата, туку и сите институции оваа држава ќе изгубат вербата. Но тоа ќе го промени ВМРО-ДПМН, која ќе формира новата влада и повторно ќе го актуализира овој случај. Имате една минута. Еве ги заканите. Ваше право е. Го отвори в судството како пупка. Буквално од целиот овој период од 2,5 години наназад. За да дојдеме до транспарентни постапки, каде што и во мојот случај се виде целата монтажа. Како тоа било испланирано, само да се спречи вистината за Македонија и политичките бомби. Мене ми е жал што се уште стоите на исти ставови од претходното раководство. Требаше нешто да се промени во ВМРО-ДПМН. Исти ставови за СЈО. Шетате низ граѓаните и зборувате. Веројатно мал круг на граѓани сте. Денеска нема нарачување на судски одлуки,
дефинирање на обвинителни акти, прогон против политички противници. Овие постапки се почнати од ваше време, преку специјалното јавно обвинителство за кое што гласаше и ВМРО ДПМН. Зошто? Зошто се формира таа институција? Заради тоа што до гуша беше ВМРО ДПМН заглавено од криминални постапки ова плячкосување на Македонија. И денеска вие продолжувате со истиот аршин. Новото раководство на ВМРО ДПМН треба нешто да промени. И ако имате што да кажете, можевте да одите таму кај Груевски да бидете неговиот советник, односно сведок. И тоа таму да го зборувате. Судските пресуди се почитуваат, а не се коментираат. А јас мојата невиност ја бранев секогаш и до самиот момент ја изборив преку аргументи, докази во фер судска постапка, транспарентна и отворена за граѓаните на секад. 30 секунди имате за контра реплика. Кога се возите во Мерцедесот, удобно ви? Не се возам јас во Мерцедесот од 600.000 евра. Никогаш. Добро. Никогаш. Неки на порталите излегува различни слики дали се возите или не, но тоа ќе оставам на граѓаните да проценат дали сте се возели или не. Куририте тоа. Видете, повторно ќе кажам, не само што се нарачуваат, него се и предскажуваат пресуди на судовите. Сега дојде ново време во судството, кога вие како премиер успевате во детал да ги погодите судските пресуди. Или сте некој потомок на Баба Вања, или па можеби знаете нешто што јас не знам и граѓаните. Дали јас се движам во мала група на граѓани или малку поголема, времето ќе покаже и следните избори. Колкава е таа група на граѓани каде што јас се движам. Во борбата против корупцијата и организираниот криминал, Брисел забележува дека капацитетот на институциите за ефикасно справување со овие негативни појави покажал структурни и оперативни недостатоци и дека политичкото мешање останало ризик. Опозицијата обвинува за неа сомнителни сделки за ваши соработници, па и за фирми блиски на семејството Заеви. Вие го негиравте тоа. Има ли сепак недопирливи во вашите редови кога станува збор за борбата против корупцијата? Апсолутно нема недопирливи и не смее да има недопирливи. Денеска во Македонија слободно се зборува. Слободно се коментира, граѓаните ги дават сите своји ставови, дават своји реакции, а власта знае да се повлече кога нешто сгрешила. Ако еден се огреши пред закон, макар на неетички начин, треба да замине од власт. Јас жалам што немање на аргументи, идеи или било што вади на површина многу често опозицијата, поврзаности со Заев, со семејството, со фирмите на Заеви постојат 30 години. Тие фирми на Заеви дават даноци, плаќат плати во Република Македонија 11 години. Беа комплетно под лупа на власт. И денеска не треба ние да зборуваме, тука ние треба да зборуваме за семејството Заеви. Мене граѓаните ми се целото семејство. Треба да зборуваме за еднината на граѓаните, затоа што за тоа постоиме. Без разлика која е власт, која е опозиција. Треба да одработиме конечно за нив. Но жалам што се уште нема идеи, нема креативност од опозицијата, нема предлози кои што власта треба и мора да ги слуша, за да може да ги имплементира. Туку се сведува се на гол популизам и политики, за жал без аргументи, популистички, исклучиво настроени, која што во минатото покажа дека не дава резултат. Апсолутно борбата против криминалот и корупцијата мора да биде високо на агендата на секоја наша влада. Но оваа влада е. И заради тоа треба да знаат сите. Јас често зборувам и за моите социјалдемократи и за сите во Македонија. Законот никако поинако освен мора еднакво да важи за сите. Секој што ќе се огреши пред законот мора да одговара. Секој кој што е невин нема потреба повеќе никогаш во Македонија да носи одговорност. И јас сум убеден дека тоа време доаѓа. Секако никој пат не е сјајно, заради тоа што после 11 години не можете се за една година веднаш да промените. Знаете, во правосудството донесевме само прва фаза на промени на законот за судски совет, закон за судовите, следуваат законите за јавно обвинителство, за кривична постапка, кривичниот законник, втора фаза, новие закони од првата фаза. Ке се менуваат работите многу во Македонија. Тука си требаме сите да одработиме заедно за државата. Мицкоски. И кога ќе се разбудите од овој сон, тогаш доаѓа реалноста. А реалноста е следна. Треба да отидете кај јавниот обвинител и да му кажете од каде она лице на кое што му ја продававте онаа парцела од хектар и пол во Струмица има 700.000 евра во кеш. И како тоа лице послед тоа на вашиот брат веднаш ја предаде таа фирма. Правото на градење на згради во Струмица. Тоа е реалноста. Тоа е реалноста, господине Заев. Инаку сето ова е убаво како ние замислуваме дека треба да функционира една држава. Затоа ви велам, ќе се разбудите од сонот и тогаш ќе сватите каква е реалноста. Реалноста е поразителна. Луѓето кукаат. Прошетете низ пазарите во Република Македонија. Прошетете низ трговските центри, ќе видите празни дуќани.
Дуќање каде што нема што да се продаде. Луѓето, продавачите се жалат, векаат со денови никој не влегува затоа што луѓето немаат пари да купат. Прошетете по пазарите, по тезгите на луѓето скапуваат нивните плодови, кои што дневно со мака ги берат од своите ниви. Тоа е суштината, господин Заев. И тоа е оној живот што треба ние да го донесеме на граѓаните во иднина. Не се слагам. Напротив, ние треба да донесеме живот каде што граѓаните ќе бидат среќни. Тоа е, господин Заев, сонот на таа моја генерација, која што горе-доле припаѓате и вие. За жал, вие не успевате тоа, на ВМРО-ДПМН ќе го исполни тој сон. Ако не на нашата, тогаш на некоја друга генерација која што доаѓа. Разбудете се, тоа е реалноста. Јас ќе ви помогнам. Секунди имате. Јас се осврнувам реалноста во Македонија. Таа реалност секако не е перфектна. Да не ја исплячкавте Македонија. Онака како што ја исплячкавте, поинаку ќе беше државата. Денеска земјоделецот е горд, има зголемени субвенции. Зборувате за нешто кое што 2014 година се случило. Тоа 2,5 години од предходно пред да заминете од власт. Тоа се проверувани случаеви. Се е согласно закон. Фирмите на заеви постоеле. Туку треба да зборуваме што се причините денеска да не бидат среќни нашите граѓани. 11 години цунами да ги плячка, да ги граби, да им уништи целата слобода, да шупотат по цели денови. И сега очекувате дека тоа ќе биде веднаш бајка и сјајно. Ние зборуваме отворено за проблемите и работиме на тие проблеми. И имаме успеси во тие проблеми. Граѓаните денеска имаат просечна повисока плата. Денеска е стабилизиран буџетот кој што беше урнисан. Денеска има надеж во Македонија. Точно е, треба време за сите да почувствуваат живот и да бидат среќни во државата. По делот на економијата ќе зборуваме и за тоа. Ви објавивте 2 афери поврзани со семејството Заеви, но во јавноста тоа беше протолкувано повеќе како пецкање, отколку како вистински удар кон власта. Очигледно е дека во иднина ќе ви требаат некои посилни аргументи за да ги убедите релевантните органи дека треба да преземат нешто. Сепак, дали ова е само почеток да го свртите вниманието кон вас, или може би обид за амортизирање на судските процеси што се водат против членови на раководството на ВМРО-ДПМН? Па еве сега бевме сведоци, слушнавме дека тоа се случило 2014 декември. Ајде да провериме што се случило. Не е застарен случајот. Еве, пошто имаме транспарентност, независност во судството, желба сонот да стане јаве, пошто гледам уште сонуваме. Ајде да провериме земјички, да отидеме кај нивниот обвинител, да го повикаме ова лице, кое што 700.000 евра извади и плати 1,5 хектар земја во Струмица на 29 декември 2014 година, да видиме потеклото од кај му е на тие пари. И како тој за станот 40 квадрати го префрли правото на градење на 2 фирми, во која едната е и двете се, мислам, во делот од семејството, сега не идеме надвор од семејството. Едната е братот, другата е братушот. Ајде да видиме како тоа лице успеа со тие 700.000 евра да се задоволи со станот 40 на квадрати и да го префрли. Ако е ова за вас пецкање, тогаш кој знае што треба оваа држава уште да се случи, за да немаме пецкање, да имаме реална работа. Еве, што туку слушнавме од поранешниот градоначалник на Струмица, сега премиер на оваа држава, дека тоа се случило од 2014 година. Ајде да го провериме случајот, да видиме на човекот од каде му се тие пари. Како он успел 700.000 евра, како ги заработил за во кеш да го плати тоа земјиште. Знаете, суштината не е тоа. Денот по утрото се познава. Ние можеме од века празни муавети, ветувања да си кажуваме колку сакаме. Суштината е што правиме. Јас ќе ви повторам. Македонија на скалата на Transparency International е падната за 17 места. Ако ние на вистина сме постигнале нешто во борбата против корупцијата и справувањето со криминал, ние немало да паднеме 17 места. Напротив, ке сме се качеле за тие 17 места. Македонија е шампион во Европа, господин Заев. Само во една работа. По дното на економијата и на врвот на корупцијата. Е по тоа сме шампиони во Европа. Тоа е реалноста. Затоа мора вашиот сон, господин Заев, да стане јавен. Не заради друго. За оние генерации на млади луѓе кои што доаѓаат допрва. За оние генерации млади луѓе кои својата иднина ја гледаат во оваа држава. Само ради тоа. Бидејќи вие сте сега човекот кој што е премиер на оваа држава. Не знам за колку. Се надевам дека многу скоро во ВМРО-ДПМН ќе направи новата влада и ќе покаже вистински како се справува со корупцијата и како се реформира судскиот систем во Република Македонија. Која нова власт зборувате? Кој сонува овде? Почекајте го новиот извештај кој што нема да се однесува на 2017, каде што вие се уште сте власт до 31 мај,
па ќе ја видиме и висината на корупцијата во Македонија, а ќе ја видиме и транспарентноста на новата влада во Македонија. Тоа се резултатите. Јас уште еднаш ги повикувам сите институции да проверат се што е поврзано со Заев, со моето семејство. Јас сум отворен, граѓаните ме знаат, сум многу нормален, реален, отворен за се, дебатирам за се. Но истите тие институции веројатно треба да проверат. Како е тоа 5 милиони евра хидроцентрали, Христијан, заедно со Димитар Димовски? Па Димитар Димовски ги проверуваше тие парцели како шеф на кабинетот на Милија Некиевски во собственоста заедно. Како се случуваат тие работи? Како 6 милиони денари 2015 консултантски услуги легнуваат? Ај Заев имат фирми и тоа се што го имам во анкетниот лист. Треба да зборуваме за реални работи. Реално зборуваме Македонија. Дебатата е убава и треба да ја имаме, но треба да градиме стратегија на економски план. Како да бризгаме повеќе парите граѓаните, како да им го подобриме животот. Ваквите политики без аргументи никаде не ве водат. Мицкоски. Господине Заев, Христијан Мицкоски донесе 30 милиони евра инвестиции во оваа држава. И нека не ве чуди тоа зошто Христијан Мицкоски успел да се стекне со тоа што се стекнал во неговиот живот. Христијан Мицкоски донесол инвестиции во енергетиката. Тоа што вие оваа година не можете ни да го искречите. Тоа е разликата меѓу Христијан Мицкоски, затоа што он како професор успеал да ги убеди странците да вложат во оваа држава за да можете вие сега и како градоначалник на Струмица да распарчувате. Тоа е разликата, господин Заев. Јас не бев од позиција на градоначалник и на моето семејство да распродавам парцели. Отидов надвор од Македонија, се понудив на светскиот пазар и ги донесов тие инвеститори во Република Македонија да инвестираат. А да, точно, дел од своите пари не ги вложив во насади за марихуана, туку ги вложив во она во кое што најдобро знам да го работам, а тоа е енергетиката. И сум 10% собственик на компанија која што поседува 3 хидроцентрали во Република Македонија, изградени пред Христијан Мицкоски да се бави со политиката. Благодарам. Слабо ве подготвиле. Не, човек. Слабо ве подготвиле. Сега ќе продолжиме понатаму. Ајде. Ќе продолжиме понатаму. Следна област е почитување на човекови права. За собраниските настани од 27 април се водат судски процеси. Верувам дека кај вас овој датум се уште буди лоши спомени. Претворот за пратеници на ВМРО ДПМН беше причина опозицијата неколку месеци да го бойкотира парламентот. Се прекршија ли човековите права со апсењата со продолжувањето на притворот на обвинетите за овие настани? Прво да се вратам на овој дел. Значи, да бидете собственик на неколку хидроцентрали од 5 милиони евра со професорска плата, каде што паралелно со тоа градите куќа во Тафталиџа од 500.000 евра, добивате 100.000. Не кажувате вистински податоци. Како не кажувам вистински податоци? Кивате 100.000 евра 2015 легнуваат на сметка како консултант, а при тоа сте советник на премиерот. Прво прашањето е, како тоа, носејќи ги инвестициите, вие се стекнавте со собственост? Не е нивото на дебатата на таа што треба да разговараме. Апсолутно не е. Можеме да разговараме за сите детали поврзани со рекот, со елемот, додека се го водиле. Мал милион има овде. Ние сме денеска должни овде да разговараме за едината на граѓаните. Можам да ги отворам до безкрај, секако дека имам увид во се, но не е нивото на кое што вака ќе разговарам. При тоа што го кажавте за 27 април 2017 година, прво се надевам дека вакви лузни на челото никој пат повеќе македонски политичар нема да има во Македонија. Никој пат да не се повторат. Ги гледате овие лузни, се уште ги поддржувате ваквите политики. Не смогнавте сили ни еднаш да се оградите од ваквите политики. Не треба никој да има вакви лузни. Барем да се оградевте од таквите политики. Барем од тоа насилство кое што се случи врз македонски политичари. Не треба да се случува ниту врз граѓани. Ова е црното петно кое што беше во Македонија, а нема повреда на човекови права или права на пратеници при спроведувањето на постапката, заради тоа што МВР постапува по судски налог, согласно правилник кој што јасно пропишува како се постапува или не. Без разлика, јас почитувам дека имал став правобранителот, но повикувам да се отворат постапки ако некој се огрешил при спроведувањето, за пример треба да одговара. И имаат можност ВМРО ДПМН да отворат вакви постапки. Секој пат може тоа да го направат, ако има грешка во постапката. Тој што сгрешил, треба да се понесе одговорност. Мицкоски, повелете. Господине Заев, мојата семејна куќа не е во Тафталиџа, во Влае. Во Влае. И кога имате повеќе време, ве поканувам на кафе, за да видите точно каде е, за да не ја лажете македонската јавност овдека. Знам дека тоа ви е навика, но еве барем сега да бидеме достоинствени, сепак сте премиер. Точно Христијан Мицкоски беше универзитетски професор
и е се уште универзитетски професор, и дел од своето време го користеше да донесе странски инвеститори во Република Македонија и беше ко-собственик на компанија, каде што уделот го продаде пред да биде ангажиран во владата во Република Македонија со договор од 15 мај 2015 година, и наместо да оставате празен простор и да ширите заблуда преку вашиот портпарол и одговорен за комуникација во владата, нема износ, јас ќе ви го кажам кој е одговорот, нема износ затоа што износот е нула. Тоест, Христијан Мицкоски работеше про боно, без надомест. За разлика од вашите советници во овој момент, кои што се нели луѓе, кои што ги бројат процентите на уништените полициски специјални сили во Република Македонија, дали биле 8%, 10%, 12% и така натаму. Грешите, господин Заев. Прифатете го ова што ви го велам како професор, ви го кажувам, не ви го кажувам ова како Христијан Мицкоски. Повелете. Господин Мицкоски, не знам што се го советувале Груевски. Сте биле долг период негов советник, после и негов директор, поставен од него на една од најсериозните компании во Македонија. И тоа нека го ценат граѓаните. Како тоа вие сте го советувале, дали било тоа про боно или не, нека е про боно. Вие сте биле негов советник за енергетика во државата. По делот на тоа колку е подобрен квалитетот на животот на граѓаните чувствуваат. И апсолутно вие не можете да зборувате за тоа, заради тоа ве промени од власт, заради тоа се такви резултатите после на локалните избори. Насушно бараа слобода граѓаните да гласат слободно и да ве променат од власт. Така да треба малку да се потрудите и да понудите нешто на оваа земја, ако сакате некој пат вам мора да се врати на власт. А јас буквално ќе се потрудам тоа да не биде толку брзо. Врска со човековите права, што беше и тема за овој дел, тврдевте дека десетици патриоти неправедно се гонат за измислено дело, побаравте безусловно запирање на процесите што исто така ги сметате за политички прогон. Дали судските епилози можат повторно да се одразат врз вашето учество во парламентот? Ќе гледаме ли евентуален нов бојкот од ВМРО-ДПМН? Пред да одговорам на вашето прашање, кратко должен сум да на господина Заев му дадам еден краток одговор. Да немаме заблуда. Христијан Мицкоски беше советник на господинот Никола Груевски и на господинот Емил Димитриев, отприлика околу година и пол, и да, нешто помалку од една година, директор на АД Електрани на Македонија. А какво беше директорувањето на Христијан Мицкоски во АД Електрани на Македонија? Повикувам да направите анкета меѓу вработените. Инаку додека бев советник и директор, ви оставив неколку проекти во енергетиката кои што ги поништивте, за да сега повторно истите тие врз основа на истите подлоги ги реобјавите. Тоа е суштината на директорувањето и советувањето на Христијан Мицкоски. Камо ли 3% вашите директори и кадри да се успешни како Христијан Мицкоски, јас сега ќе ви честитав јавно дека пред целата Македонија. Не барам 5, 3%. Но да не зборувам во прво лице Нина, ќе го оставам тоа, еве вие самите да проверите, низ една анкета, низ вработените, бидејќи рековте се можете да проверите, па еве позанимајте се со животот на Христијан Мицкоски и неговото семејство, така рековте, цела македонска јавност е слушна, се можам да проверам, вика. Еве, проверете го и ова, па потоа на следната дебата се надевам дека ќе му достоите со одговор. Инаку што се однесува до бојкотот во парламент, апсолутно местото на политичките партии и на опозицијата е парламентот. ВМРО-ДПМН не размислува да го напушти парламентот, напротив, остануваме да се бориме внатре во парламентот, жестоко да се бориме и да ги демонтираме сите овие погрешни политики кои што ги води владата на Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО-ДПМН е многу скоро ќе излезе со сериозна понуда пред граѓаните. Сега се подготвуваме и за митингот, големиот протестен митинг кој што ќе се одржи на 2 јуни, така што апсолутно немаме никаква дилема дека во периодот кој што следува ВМРО-ДПМН како конструктивна опозиција која што и мисли добро на Република Македонија, која што работи за интересите на граѓаните на Република Македонија и никако поинаку останува во парламентот и останува да ги води сопствените битки внатре во собранието, тоа во парламентот, во насока да ги демонтира сите оние погрешни политики кои што владата на Социјалдемократскиот сојуз на чело со господинот Заев ги води. Повелете, имате минута. Не може само Заев денеска да провери. Може и Христијан Мицкоски да провери, може Столе да провери, може сите граѓани да проверат, заради тоа што за разлика од времето на ВМРО-ДПМН, која се криеше, денеска владата сама ги нуди информациите и се е достапно. Нема повеќе тајни и се знае. И тоа е еден од сериозните успеси и корективи кои што носат придобивки на крајот на денот по функција на граѓаните. Транспарентноста, отвореноста, достапноста, честноста во политиките тоа го покажуваат. Јас само како возрат можам да прашам, која беше просечната цена на струјата
Додека вие бевте директор, која е сега? Сега е 38,17. Била 43,4. Што тоа се случуваше во 4 очи? 24 предупредување. Имате може да говорите. Тока многу енергетичар се поставувате. Треба да кажете дека сте машински инженер, не сте енергетичар, а можеме на енергетиката да зборуваме до сабајле ако сакате, за сите детали и сите суптилности во енергетиката во Република Македонија. Можеме за се да зборуваме и јас верувам дека лекција можете да учите од добар економист. 30 секунди имате за одговор. Ако е ова лекцијата, ќе паднам на испит. Фала некем. Не можете кај таткови да паднете на испит кај што сте асистент. Не, таткови не беше професор на економски факултет. Инаку, господине Заев, две грешки направивте. Нити тогаш било 43, нити сега е 38. А имате еден од најблиските соработници, можеше да ја подготви подобро за цената на електричната енергија. Најдобро знаеме колкава била и тогаш и сега. Таа не променета, околу 41 е производната цена и тогаш и сега, бидејќи регулаторниот период трае една година, така да не е возможно да се промени, иако сега со 1,5% кој што барате, се обидувате пред граѓаните да кажете дека е, а нема да ви даде. Тоа е поврзано со ова прашање. Инаку, навистина, жалам што дискутираме на тема на која што не само што не ја владеете, него и погрешни податоци кажувате. Енергетиката е комплексна струка. Машинскиот факултет има насока енергетика, производно машинство, индустријски менеджмент, хидравлика, пневматика и така натаму. А вие сте по енергетика. Така е. Така што, господине Заев, а и што не знаете, прашајте, ќе ви кажам. Нема да ви излажам. Не ми е мене тоа карактерна особина. Реформи во јавна администрација, од она што го видовме досега изминатата година, таа е пребројана. Каде се реорганизацијата и креирањето на подобри услови за сите граѓани на земјава да имаат право на ефикасни и брзи услуги и конечно ова област повеќе да не се дефинира како партиска пирамида на моќта? Јавната администрација во Македонија е буквално загарантирана со законите на непроменливост. Не може да понудите кадар кој што апсолутно не покажал, немал шанса досега да работи за да стекне искуство од 10 години, од 5 години, од 3 години, за да му дадете шанса, за да може да покажете резултат. Буквално се заштитени голем дел од раководните структури кои што до ден денеска се исти. Тие минират еден куп политики во државата заради тоа што законите се така донесени во Македонија. Јас верувам дека работите ќе се менуваат и секој ќе добие шанса во државата. Денеска можете да влезете само помлад соработник со искуство, кое што го немате во државата, а можете да покажете резултат, заради тоа што се бара искуство во јавната администрација. Може некој има 15-20 години во приватниот сектор, не му вреди ништо. Тој може да тргне помлад соработник. Но тргнуваме со реформите. Денеска огромен процент, ако не и сите контролни механизми на владата не се промени. Еве последна година антикорупцијска, антимонополска, антидискриминаторска, голем дел од регулаторните тела. Тоа се сосема различни политики за разлика од 2006 кога со една одлука се промени се, без разлика дали е тоа контролор на извршната власт или не. При тоа денеска вработувањето одат по потреба на институциите, не по тефтерчето на некого, како што тоа беше. Институцијата ако има потреба се објавува јавен конкурс и фер шанса имаат сите. Да, и моите социјалдемократи и подржувачите на ВМРО-ДПМНЕ, но најповеќето граѓани од се најмногу, тие што се неутрални и апсолутно не се членови на било која партија, но имаат фер шанс. Денеска институциите вработуваат на упразнети места само, а не се трупат внатре. И денеска има критериуми. Денеска работиме со кадентограми кои што треба да покажат успешност на самите проекти. Тоа се најголем дел од трошењето на времето на министрите, на премиерот и на сите во државата за да покажеме конкретни резултати. И јас верувам дека со сите оние реформи, согласно стратегијата за реформите во јавната администрација, ќе имаме конечно професионална, ефективна и ефикасна администрација. При тоа се надевам дека секој од вработените во јавната администрација ќе се исполнува својата задача да ја зголеми неговата продуктивност. 8 часа работно време треба да биде испочитувано. Имате реплика, минута? Да, еве едно прашање, да речеме исто на конкурс градоначалничката на Битола го работи својот брат? Или градоначалникот на Берово, супругата? На конкурс го ангажираше генералниот секретар на владата Кумашинот за адвокат? Исто директорката на Агенцијата за вработување, откако е директор ги вработи сестрата на сопругот, синот на сопругот, внукот од сестра на сопругот, старосватицата, синот на советникот ваш, господинот Грчев, исто во Елем.
Село беше по конкурс, се беше заслужено, Натала Джафери керката. Градоначалникот на Неготина и ред други сега, да не ги својата сопруга. Исто на конкурс беа вработени. Не, господин Заев, со нулата. Тука сум да ја помогнам. Не е таква реалноста. Ве разбирам, окружени сте со луѓе, сакаат да ви кажат тоа што сакате да слушнете, но граѓаните за жал трпат. Граѓаните трпат. Не е тоа суштината, господин Заев. Ајде да направиме конкурентно општество. Ајде да направиме вистинска држава каде што секој ќе напредува и ќе се вработува затоа што поседува квалитети, затоа што има техники и вештини, а не затоа што е син, внук, сопруг, старосватица, баџана, кумачен или кум. Тоа е суштината. И тоа го работиме со што завршивте. Заради тоа што од 3000-4000 конкурси во Македонија ваѓате колку 10, 12, 13, веројатно по пат на компетитивност и тие луѓе некаде работеле. Можеби некој со својот кум и не се има. Тоа не значи дека не треба да работи. Сакаме да бидат транспарентни постапките и да видиме како е направен изборот. Зборуваме за 3-4 илјади вработувања во оваа година, кои што се пополнети едно 50 до 60% на испразнетите места во последната една година на власт. Истовремено не е во ред вие да зборувате за непотизам. Аманте. Значи, сте асистент на вашиот татко со членски книжки од Социјалистичка партија за да влезете асистент. И сега вие зборувате за непотизам. Немате право да зборувате за непотизам. ВМРО ДПМН како партија на власт беше обвинувана од СДСМ како опозиција дека вршеше масовни вработувања на партиски кадри и јавната администрација ја претвори во практично машинерија потребна за избори, а не за унапредување на квалитетот на работењето на институциите. Власта вели дека нема да има отпуштања. Дали реорганизацијата што подразбира назначување по заслуги ќе ја разберете како потреба за унапредување на квалитетот на услугите или како реваншизам или деградација? Да бидеме сериозни. Ние во моментот имаме во држава класична гилјотиња што се случува на луѓето кои што по некаква случајност се поврзани со ВМРО ДПМН. Дали во минатот имале некаков активизам, дали се влезени на работа затоа што ВМРО ДПМН во тој период била владеачка партија во Република Македонија, дали било тоа на централно или на локално ниво. Суштината е што тие на дневна основа или ги губат работните места, или се деградирани. И такви примери можам да ви дадам микс, да речем од Елем, каде што бев, како што кажувате, генерален директор, имав можност да соработувам со повеќе од 5000 прекрасни луѓе. Па на дневна основа барем по 10 поплаки добивам како се деградирани без никакво образложение суштинско. И можам да ви ги доставам, еве утре ќе ви ги доставам текстовите на тие, па се надевам дека ќе успеете на тие луѓе да ми излезете во пресад. Мене би ми било навистина задоволство, не за друго, затоа што тоа се луѓе кои што се квалификувани и тоа се луѓе кои што ќе допринесат во работењето на компаниите и на јавните претпријатија, но и на државните институции во Република Македонија. Затоа што имаат искуство и затоа што знаат како се работи. Така што мислам дека додека не го промениме општеството и начинот на кој што функционираме во овој момент, односно начинот на кој што се вработуваат луѓето, ние ќе не можеме понатаму да додиме напред. Околу вашето прашање, должам еден одговор на господина Заев, бидејќи заврши малце со една интервју, со една повторно лага, морам да констатирам. Јас сум вработен на Машинскиот факултет 2002 година, татко ми е во пензија. Така што повторно ви велам, лошо е подготвил колегата мој. Требало малку подобро да ве подготвил. И навистина жалам да ме прашавте мене, ќе ви кажав јас одговорите. Инаку да, на вашиот соработник му бев асистент. Еден период како што бев асистент на многу професори на Машинскиот факултет. Така што и еден семестар, да, бев асистент и кај мојот татко. Точно е тоа. Но ви кажувам дека јас на Машинскиот факултет бев асистент на едно 12 на професори. Но тоа не е тема на дискусија, затоа што еве ќе ви помогнам, влегов 2002 година и сето на што кажавте другото е лага, да ме прашавте, ќе ви кажав ја вистина. Имате вие некој проблем веројатно со мојот заменик председател во владата и тоа треба вие да си го расчистите. Вие сте биле нему асистент, секако паралелно дел од часовите сте биле асистент на вашиот татко. И тоа е факт, треба да го потврдите. Но тоа е доволна причина за да немате право да зборувате за непотизми, дали некој бил со некој поврзан, тоа е факт, ноторен. При тоа зборувате дека се деградирани луѓето. Значи нема ниту еден испуштен од работа кој што бил редовно вработен. Тие што завршија договорите, тие буквално завршија со работа. И тие не се пополнети места
во државата, може да се пополните 10%, 15% заради потребите кои што имале самите институции. Истовремено 11 години 80% од јавната администрација имате пополнето. Јас денеска работам со тие наши сограѓани, вие ги пополнивте. Од тефтерчето видовме како. Јас работам, тоа се наши граѓани. Имам доверба, но сакам да знаете дека тие што ви се жалат од и веќе мора да работат. Не може да седат у партиски штабови и да одат на контрапротести. Мора да работат. Ако се жалат заради тоа, немат право да се жалат. Ако им е тешко, нека напуштат, ќе дојдат други на нивните места. Апсолутно само тоа. Ниту лоша мисла имаме, ниту нешто некому лошо правиме. Околу мене, мојот кабинет, во владата тие што работат, повеќе од 70% се досегашната администрација, која што беше пополнета и од Емил Димитриев, и од Никола Груевски, се во 11 години. Јас работам секој ден со нив и овде имаме квалитетни и неквалитетни луѓе, како што и при моите сум видел, и квалитетни и неквалитетни. Јас јавно зборувам за тоа. Зошто? За да ги подобриме условите. Искаски? Еве, лично исто утре ќе дојдам до Каваси, ќе ги доставам списоците, да речеме, од локалниот клуб на СДСМ во Кичево за луѓе кои што треба да се вработат во Слони. Или да речеме на локалниот клуб на СДСМ во Битола, кои што треба да се вработат во Битола. Еве, па да видиме дали тие луѓе се навистина тие кои што се неопходните, како што велите вие, и без нив не се може, или тоа се луѓе кои што се таму по заслуга ради политичкото минат. Господине Заев, не е проблем што на тие луѓе им завршиле договорите. Проблемот е што тие луѓе работеле 7, 8, 10 години. Имаат знаење, имаат техники како да ги работат на тие работни места. Им завршуваат договорите, вие не ги затварате тие работни места. Ги оставате и примате луѓе кои што се наоѓаат на овие списочина. Тоа е разликата, господин Заев. И заради тоа, честно е да признаете, немојте да сунувате. Ова е реалност. Тука сум, ќе ви помогнам. Последен сет прашања од домашните реформи. Извештаите на меѓународните организации покажуваат унапредување на слободата на изразувањето. Во собраниска процедура е новиот закон за аудиовизуелни услуги. Гарантирате ли законско решение што во иднина конечно ќе ги тргне рацете на политиката од медиумите? Значи, посветивме навистина месеци и месеци на јавни дебати. Променивме наши ставови. На крајот се водиме од тоа што беше отпржено, тоа што медиумската заедница ни го кажува како практичари, некој за кој што најповеќе се носи законот, како што ЗНМ е позиционирано, синдикатот на новинарите и слично, и ја заокруживме дебатата. Целата таа фела го потврди законот. Сега не имаме проблем со овие законски решенија заради тоа што одредени органи и тела на Македонската радиотелевизија и на Советот на аудиовизуелни медиумски услуги треба да добијат нова шанса. Истите може да конкурират повторно. Треба завршува мандатот транспарентен однос, ќе го покажеме како власт заедно со опозицијата да најдеме професионалци луѓе. И во делот на програмскиот совет на овој националниот сервис, нашиот, вашиот, заедничкиот, и делот на главен уредник, и во делот на она што значи менаџер на самата институција, исто така и во АВАМО. Но не може истите тие луѓе кои што водеа целиот овој период, се уште останат една година. Една година, што да направиме повеќе? Не сме чепнале никој. Сето стои. Сакаме транспарентна постапка. Со сегашното раководство воспоставивме како влада соработка. Веројатно и опозицијата има. Ние мора да соработуваме. Но нека кажат самите, дали некој прави притисок, дали некој се натура врз уредувачка политика. Тоа не е така. Дај да ги донесеме законите и буквално по транспарентна постапка, нека се изберат независни медиуми, односно управувачки одбори на овие медиуми, и на АВМУ, и на Македонската радиотелевизија, но истовремено и финансиската независност, која што веќе со буџет определивме, е гарантирана, не зависи од Заев и од Тевдовски, и при вакви околности можеме само да унапредиме медиумската состава. Денеска нема притисок врз ниту еден медиум. Денеска нема една банка, еден денар, едно дени потрошено по медиумите. Затоа слободата во медиумите ќе ги покаже сите резултати на сите мониторинзи кои што ги дадат и Freedom House и како беше Репортери без граници, кои што ги дават извештаите за сите земји, ќе дадат и за Македонија. И како е унапредена со чекори милениумски слободата на зборот, слободата на новинарот, истражувачкото новинарство и севкупната слобода на медиумите во нашата земја. Еве, видовме како ја замислуваме реформата во медиумите. Во две реченици не беше се кажано. Најпрво да ги смениме луѓево, а потоа да видиме каква ќе биде уредувачката политика. Слушнавме се. Ќе оставиме ВМРО. Суштината, гледате, тоа е тоа. Не, господине Заев, ВМРО да го ставите. Не треба ни СДСМ да го донесете. На вистина треба да обезбедите независност.
не можете да обезбедите ако имате ваков пристап. Од сам старт, на почеток, вие дефинирате пристрасност и зависност. Тоа е суштината. Вие во една реченица ја дефиниравте целокупната реформа, а тоа е како да им ги сечете главите на луѓето, да ги замените и да донесете нови, и втората е главните уредници. Самите го кажавте сега. Слушам внимателно, концентрацијата ми е на високо ниво. Тоа е суштината. Но шегата на страна, ВМРО-ДПМН има една принципиална позиција, тоа е дека сето она кое што е добро за медиумите, впрочем и за тоа имавме и состанок пред некој ден, апсолутно нема никаква дилема, ВМРО-ДПМН го поддржува, стои во одбрана на иштото, сака да обезбеди независност, транспарентност, отчетност и подобра конкурентност на медиумите во Република Македонија и ќе го поддржи сето тоа. Но сето она кое што го кажа сега господин Заев, а што значи директно мешање на политиката во работењето на медиумите, ВМРО-ДПМН не може да го поддржи. Апсолутно тоа не е точно. И лага. Значи, прво има сериозни реформи во суштина. Јас кажувам, каде е проблемот во моментот меѓу власта и опозицијата. Не може Јагнула Куновска да биде експерт во програмскиот совет. Не може имате тројца партиски представници во советот за АВМУ. Тоа ли е независноста, експертската поставеност на медиумите? Во новиот закон бараме да има експертска поставеност. Ако сакате со 2/3 ќе ја бираме, немам проблем. Но мора да бидете експерти поставени. Да не зависат од никој. Мора со имате можност за прашање. Okay. Не го знаете. Нема проблем, јас го кажувам, и да не сум го знаел, искрено ја кажувам намера. Немаме намера. Сите знаеме како беше македонската радио телевизија цената по сите извештаи сиве овие години и сега да оставиме вака. Мора нешто да промениме. Тоа што не чини да промениме. Тоа што е добро да го оставиме. Но заедно да го правиме тоа. Тоа е добро за медиумите. И сега не можете, после една година, сме можеле, вие го направите 2006 година, за 48 сата промените секаде. Една година, не чепкаме ништо. За да дојде нов закон, по пат на транспарентна постапка, да ги промениме, работите на подобро, преку експерти, нешто што е со 2/3, како што викате, со слушање на јавноста, како е најдобро, и така се движат работите. Последните години не се толку лоши извештаите за МРТ. Претенциите на ВМРО-ДПМН амандмани со кои бараат корекции на законското решение. Надлежното министерство е изненадено од бројот на вашите барања за корекции. Толкува дека овој обид за пролонгирање на носење на законот. Зошто нема консензус за овој акт? Што е тоа што на ВМРО најмногу му пречи кога станува збор за регулирање на медиумската сфера? Токму тоа и се обидов во таа реплика да го кажам дека ВМРО-ДПМН е принципиално. Нема ништо против дејноста, нити пак сите оние национални медиуми и сите оние останати медиуми кои што функционираат во Република Македонија. Напротив, ние работиме во насока да го подобриме нивното работење, да бидат што е можно повеќе транспарентни, конкурентни, да може нојнарската дејност да биде навистина респектабилна. А како ќе биде респектабилна ако условите за работа се подобрат? Условите за работа ќе се подобрат ако нормално приливите на тие медиуми бидат поголеми. И токму тоа овој нов закон го регулира. И ние сме по насока на тоа да помогнеме тоа да се среди една за секогаш, да не може да се толерира пиратеријата, да се знае што значи авторство, да знаат луѓето што може да направат и што може да добијат ако создадат некој авторско дело. Тоа е суштината. И ние за таа суштина сме, работиме во насока на таа суштина да биде имплементирана на дело, така сме работеле, така работиме и така ќе продолжиме да работиме. Но секако ВМРО-ДПМН не може да поддржи ваков политички линч, како што сега наговести господинот Заев. Самиот кажа дека имаме така наречени партиски членови таму. Сега што е да имаме партиски членови, ќе тргнеме тие, ќе ставиме нови партиски членови. И 2006 година господинот Заев, јас ќе ви кажам, најголемиот дел од луѓето во тие регулаторни тела кои што тогаш постоја, бидејќи сега имаме и други тела кои што тогаш не постоја, мандатите им истекоа до крај па беа заменети. Не беа сите заменети како што вие сега замислувате по принципот на ноќите на долгите ножи. Напротив, им беше целиот мандат исчекан и тој мандат заврши. Тоа е суштината, господин Заев. Така се прави реформа и така се води држава. Ако мислите вие дека треба на сите главите да им го сечете затоа што тие не може да ги исполнат вашите нарачки, тогаш навистина ние како ВМРО-ДПМН не можеме, односно ќе пркусиме во тој процес. Инаку да, јас сакам да кажам дека извештаите конкретно се спремав, се подготвува за емисијата, за македонската телевизија се позитивни, не се лоши, со исклучок на вчерашниот извештај на владата која што не ја даде пријатна оценка на македонската телевизија. И ако тоа не е притисок врз националниот сервис, не знам што е притисок. Што треба повеќе да се случи за да имаме поеклатантен пример на притисок? Добре.
Сите треба да водиме грижа за националниот медиум. Јас ги поздравувам отворените прашање на диалогот и дебатата кои што постојат меѓу власта и опозиција. Секој пат сум знал да го потврдам тоа што е добро. Но не можеме да се согласиме со процентот на гледаност на нашиот национален сервис. Тоа е веројатно желба и на вработените, тоа е веројатно желба и на граѓаните. Ние треба тоа да го унапредиме преку законските решени. Не можете директорот, кој што е во моментот, а бил директор со години наназад, да барате преку ова што го преговараме, да остане до крајот на мандатот. Па 2023 му завршува мандатот, или 2022. Знам до кога му мандатот. Што и да е. Ние бараме експертска поставеност, по пат на јавна дебата, транспарентно. Велите дека двотретински е. Тогаш што се плашиме? Треба да ги направиме промените во функција на подобрување. Секој може повторно да конкурира. Зошто? Ако е професионалец, експерт, посветен комплетно и нема да остави трага на партиско мешање или влијание, може секој да конкурира да биде подржан. И ние тоа го правиме, многу луѓе до ден денеска соработувам од претходната власт поставени, секојдневно сум во комуникација. Но тоа треба да го правиме искрено и честно. И треба да кажеме, еве вие кажете да не кажем јас, што тоа вие не давате согласност внатре во законот за медиумите, кој што е за АВМУ и законот за радиодифузија, кој што се намасеа, да се промени. Што тоа ви смета? Имате 30 секунди. Работните групи се запознаени кои се забелешките на опозицијата и токму дел од нив и ви кажав вечера, не знам дали ги слушнавте или не ги слушнавте. ВМРО ДПМН не може да се сложи со гилјотињата на која што планирате да ги ставите сите овие луѓе внатре во програмскиот совет на Македонската радиотелевизија и во АВН. Тоа е суштината. Не можеме ние едноставно такво нешто да поддржиме од ваша страна. Дали вие имате честна намера или немате, видовме изминатите година дена какви се вашите намери. Тоа е суштината. Инаку, ВМРО ДПМН апсолутно е за овој закон. Сите оние одредби од овој закон кои што значат квалитативно подобрување на функционирање на медиумите, а со тоа изголемување на ингеренција, односно на квалитетот на работа на самите новинари и респектабилноста на професијата, е за, го поддржува и тоа може да се реши амандмански. Се повлекува законот, се носат такви амандмани и се завршува целата процедура. Така што овој закон ВМРО ДПМН го поддржува апсолутно во делот кој што значи подобрување и работевме во негово составување, подобрување на условите за работа на медиумите и новинарите, изголемување на респектабилноста на новинарската професија, но овие политички решенија ние како ВМРО ДПМН не можеме да ги поддржиме. Благодарам. Го завршивме делот натрешна политика, домашни реформи, покуса пауза за прво, продолжуваме со надворешна политика.